Што значи да се учи во Македонија? Нашето знаење да го ставиме во прилог на општеството во кое што сме се родиле, сме израснале, сме се едуцирале. Од децата нешто што треба да го научиме ние возрастните, да го прифатиме дека секој нов ден е меѓу другото причина за убави работи. Судија. Не. Живот ко бумеранг, 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 и се врати, знај, но срце не затворај. Следнава епизода вози во два режими. Зборуваме за контрола, лидерство и прецизни одлуки на патот кон успехот. Но и ги гледаме работите од сите перспективи. Вистински приказни, а не жолт печат. Фактите велат дека моделите на Чери имаат врвна контрола, технологија и докажани перформанси. Сите овие работи се важни кога се спасуваат животи на улиците, но технологијата и сето она што е новина и иновација е особено важно во медицината. Денеска на овие теми ќе зборуваме со кардиохирургот Александар Колев, а потоа одиме во релаксиран режим со прекрасната Викторија Лоба и нејзиниот бенд во музичка студија. Ќе уживате во оваа епизода. Нова епизода и ново возење околу светот. Здраво, доктор Колев, што го врти светот? Здраво. Светот веројатно го врти нашата постојана потрага по себе си. Добро, ова сличен одговор сме имале. Веќе ме изненадува дека никогаш вакви дури специфични одговори ни се повторуваат и тоа од успешни луѓе, така што можеби треба да го сватиме сериозно. Сега идеме со кратки прашања. Или. Арсенал или Манчестер Юнајтед? Арсенал. Добро. Страствен навивач на Арсенал. Добро, фер. Активен одмор или лежење на плажа? Активен одмор. Добро. Пикник во природа или вечера во ресторан? И едното и другото, веројатно. Во моментов ќе претежне пикник во природа. Добро, и Металика или Guns N' Roses? Металика. Или Radiohead? Radiohead пред двата. Добро. Сега вие, ти си кардиолог кој што одлучи дека ќе остане во Македонија, иновациите тука ќе ги носи, дури во јавното здравство. Прво, што значи да се студира и да се стане кардиолог во Македонија, како процес што треба да се помине, нели на кратко, и зошто одлучи тука да продолжиш да работиш со оглед на тоа што и тоа како сите, да кажеме, се тепаат за докторите, па и за нашите. Ке мора да коригирам, кардиохирург. Кардиохирург, да. Се извинувам. Што значи да се учи во Македонија? Па, значи да се продолжи во смисла на медицината, да се учи да се специализира во Македонија, значи да се продолжи една квалитетна сепак историја во македонското здравство. Значи да се стекнат знаења кои што на наше тло ќе ги усовршиме нашите вештини, ќе ги стекнеме знаењата, меѓутоа и на наше тло ќе можеме да ги примениме понатаму. Изборот на професијата секако дека е блиску поврзан со околината во која што живееме. Медицината е една хумана професија, една професија која што има интензивен однос и комуникација со луѓето и ако така ја градиме нашата желба и избор за медицината како професија, тогаш сигурно дека најблиско ни е тие вештини да ги примениме на луѓето кои што се околу нас и, ако може така најдиректно да се каже, нашето знаење да го ставиме во прилог на општеството во кое што сме се родиле, сме израснале, сме се едуцирале и за доброто на луѓето кои што не обкружуваат, со кои што сме го минале нашиот процес на растење, образование и зреење. Како пациенти секогаш се надеваме дека иновациите ќе дојдат и во Македонија и дека најдобар третман ќе може и дома да се добие, затоа што како и за работењето, така и за самите пациенти е сигурно подобро отколку да треба да патувате некаде.
Ти учествуваше и на првото пресадување на срце, дури ја доби и наградата 13 ноември од град Скопје баш за оваа работа. Колку е тешко и како се подготви за да спроведеш нешто прв пат во Македонија? Не само ти, затоа што тоа беше тим од доктори, од луѓе кои што работеа на тоа пресадување, меѓутоа како се подготвува човек за нешто што го прави прв пат? Мора да кажам дека трансплантацијата на срце е еден многу комплексен медицински процес кој што вклучува кардиохирушка интервенција, самата операција, меѓутоа вклучува и процес кој што подразбира претходна селекција на соодветен донор во кој што се вклучени кардиолози, вклучува процес на селектирање на донор од кај нас се уште кадавери, односно луѓе кај кои што е веќе диагностицирана мозочна смрт, што е работа која што ја спроведуваат нашите колеги во ургентните центри, всушност и во центрите за интензивна нега, интензивно лекување, поточно анестезиолози, вклучува испитувања кои што се однесуваат на имунолошките капацитети на реципиентот и на донорот, односно можноста за трансплантација со помала веројатност за отфрлување на донираното ткиво, трансфузиологија и така натаму и така натаму. Јас мора да кажам пред да се влезе во салата така тој процес почнува. Значи, за да се реализира трансплантација во една држава и конкретно зборувајќи за нашата држава Македонија, потребно е да се подигне нивото на целиот здравствен систем, со оглед на сето ова што го кажав, повеќе специјалности и повеќе доктори да бидат вклучени во целиот тој процес. Ама и јавната свест веројатно за донирањето, за донаторството кај нас се уште е, да кажеме, не е на тоа ниво што би можела да биде, особено кога можете да спасите живот, односно некој ваш близок може некому да спаси живот, тоа се уште сме некако не сме баш најнапред во тој дел. Кои се да кажеме стравовите што ги повлекува луѓето од тоа да одлучат дека ете во таков случај каде што знаат дека едноставно нема да преживее пациентот, а има можност да се донира неговиот орган, што е стравот, зошто не се одлучуваат за тоа? Мора да кажам дека јас директно не сум комуницирал со фамилиите, меѓутоа прво со оглед на тоа дека треба да се диагностицира мозочна смрт, при која што се уште срцевата функција зачувана. Тогаш вие се соочувате со една ситуација во која што семејството на потенцијалниот донор е се уште во шок, затоа што тоа се најчесто ненадејни состојби. Не станува збор за прилично здрави лица кај кои што се случила некоја ненадејна состојба, дали е тоа некоја сообраќајна несреќа, некоја траума, некое мозочно крварење, кое едноставно не направило фамилијата да е подготвена за некој таков несакан исход. И тоа е ситуација која што кај нас, со оглед на системот, различни земји имаат различен систем за селекција на донори, зборувам во смисла на легалните аспекти. Секако, само на легалните аспекти. Некои земји имаат така наречено потреба пред потенцијалното донирање орган, секој потенцијален донор јасно да се изјасни дека се согласува. Други земји имаат предпоставена согласност во која што додека бил жив потенцијалниот донор јасно и изричито не изразил негативен став, односно несогласување да негови органи бидат донирани, тогаш се подразбира секој дека е потенцијален донор. И в нашата држава има таков еден легален систем во последно време, меѓутоа сепак тој легален систем е комбинација со барање согласност од фамилијата. Така. Од една страна тој систем обезбедува предност заради предпоставената согласност, меѓутоа од друга страна го префрла товарот на фамилијата која што треба да одлучи не знаејќи ја можната желба на потенцијалниот донор. Да, тоа е многу и неблагодарна
позиција во која што се семејствата, ама добро, овие теми дефинитивно треба да се дискутираат. Кај нас, веројатно, една е легалното прашање, друго е етичкото, како се чувствуваат луѓето. Што еден човек што нас слуша нас, денес како сака да почне да си превенира или да си направи, да си ја намали опасноста, што треба да направи? Не знам, во насока на тоа да почне со пешачење, да ги откаже цигарите, да внимава на исхраната или да јаде медитеранска исхрана, не знам. Токму тоа, значи избегнување на овие ризик фактори. Најпрво ќе кажам, пушачите да се откажат од пушењето веднаш. Секогаш го кажувам тоа и секогаш кој ќе го кажам тоа, наидувам и на многу негативни реакции и знам дека Јас сум не пушач, така што пушењето е пушењето е зависност, нели? Една од болестите на зависност и знам дека не е лесно човек кој што е влезен во таква една зависност да се откаже, меѓутоа ако веќе не можеме да ги натераме пушачите да се откажат, да се воздржиме од можноста идните генерации да навлезат во таква една зависност, нели. Значи, откажување од пушење цигари, мерки кои што некои еве сега и се спроведуваат повторно порадикални законски мерки кои што треба да значат превенција од пушење, спроведување на такви мерки од државата, меѓутоа нели личен избор на секого да се не откаже или или да не почне со пушење цигари, со оглед на многуте штетности. Физичка активност. Ние живееме во модерно време живот и работиме работа која што има премногу седење, премалку движење. Секоја прилика која што имаат гледачите да ја користат да пешачат, не мора кога одат некаде со кола да паркираат пред самиот влез, ако веќе мора да одат со кола, да користат викенди за движење во природа, планина. Во центар на град. Значи, да, секогаш кажувам дека Скопје на некој начин, Скопјани се среќни што го имаат водно, во самиот град, една прекрасна природа. Од друга страна, движењето во природа ќе го намали и стресот, кој не го спомнавме исто, како еден од во поново време нагласените ризик фактори за кардиоваскуларни болести. Ако се откажеме од цигарите, значи мора да се смируваме со спорт, така што некако... Физичка активност, секој според неговата физичка подготвеност, можност. Пешачењето е секако нешто што веројатно сите можеме да го практикуваме или повеќето можеме да го практикуваме во смисла на превенција, но и други спортови рекреативни секако. Ајде малку да зборуваме за младите. Тема која што неколку пати видов и дека си ја спомнал и дека те интересира е менталното здравје кај младите. Сега, како е тоа поврзано со срцето и со стресот, сигурно има некоја врска, меѓутоа, што ти препорачуваш, еве како доктор, во која насока мислиш дека треба да размислуваат младите? Прво нешто што мислам дека треба да направиме е да прифатиме дека менталното здравје е нешто за што треба да се дискутира. Исто како за физичкото. Исто како за физичкото. Значи, дефиницијата за здравје на Светската здравствена организација вели дека здравјето не е само отсуство на болест, туку целосна физичка, психичка и социјална кохезија со и благосостојба. И благосостојба. Така што исто Светската здравствена организација пред некоја година во тие кампањи по повод денот на здравјето ја потенцираше значајноста на менталното здравје. Мора да прифатиме дека како што може да се разболиме од висок крвен притисок, како што може да имаме траума да скршиме рака, така може и нашето ментално здравје да биде нарушено. И тоа не е нешто што треба да се свати страшно, не е нешто што треба да се стигматизира и не е нешто што треба да се посочува како негативност, крај на светот. Напротив, треба да се отвориме во таа смисла, да дискутираме, зборувајќи за младите кои што
се повеќе се изложени на овие ментални притисоци многу порано во нивната возраст. Ние среќаваме анксиозни и депресивни деца уште во основно образование, така. што можеби пред повеќе години можеби и не било препознаено толку, меѓутоа И помалку го имало. веројатно и го имало помалку со оглед на овие модерни ментални притисоци за кои што претходно зборував. Да, и она, нели, живеете во Македонија, добро, може и немате, Бог знае колку фамилиарно, а на Инстаграм постојано следите инфлуенцери кои се милиардери или можеби и не само изгледаат како да се, и сето тоа на еден млад човек и мозок му прави притисок Така дека е. да, јас вака треба да бидам, вака треба да изгледам, и некако ги оттргнува младите од тоа дека само треба да и децата да бидат млади и да си уживаат и ќе си дојде. Прво, како што кажав, препознавањето на проблемот, Така. односно и изборувањето за проблемот, е нешто што е и индивидуална обврска и на фамилиите кои ќе забележат нешто такво, да разговараат, не да го ставаат под тепих. Општеството исто така, ја во последно време гледам неколку кампањи кои што се насочени и кои што ги поздравувам и на менталното здравје и на така наречениот булинг во училиштата. Затоа што и младите се освестуваат и компаниите сватија дека ова е проблем што нашите потрошувачи го имаат и ние мора да ги поддржиме тука за да ако бараме од нив утре да Да. продолжат да купуваат од нас. Да, значи разговарање за проблемите, не травматизирање, не стигматизирање, а и едноставно прифаќање дека менталното здравје и нарушувањето на менталното здравје е нешто што е како и било која друга болест и треба да се насочиме кон третирање. Па и може кон, да се и кон излечи. превенирање, исто како што кажавме претходно, со промовирање на здрави навики, промовирање на здрави и вистински вредности во општеството. Не ова што кажавте сега, гледањето на социјални мрежи, искривување на реалноста, прикажување на некоја нереална слика. Обично некој кога е доктор се поистоветува за се со да кажеме таа позиција во општеството. Можеш ли да се замислиш да работиш нешто друго, а да не е медицина? Можам. Сега ќе ти поставам неколку прашања да ми кажеш дали овие работи би можел да ги работиш, никогаш не би ги работел, или да, дефинитивно, ако не е медицината. Наставник од 1 до 4. Да. Суфлер во театар. Да. Сакам да не? театар, така да. Туристички водич. А па тоа има многу патувања. Секако нема човек што не сака да патува. Домар во планинарски дом. Од една страна да, заради природата и обкружувањето, а од друга страна можеби не поради веројатно предпоставените периоди на изолација. Да, малку е изолирано. Кои што од една страна можеби и да бидат добри, ама од друга страна така да двојбено. Еве сега спротивно, DJ. А да. Секако. DJ е дели Забавна професија која што сите сме сакале да дадеме или понекогаш на некоја забава сакаме ние да дадеме наш белег со музиката која што ќе биде. Ја осакаш публиката вака што сака или не? Ја што сакам, вие ке Обично не. Нема нарачки. Да. Стендап комичар? Да. Добро. Да пробаме, не се. Па и смеата е лек. Така да наоѓам тука некоја поврзаност и секако многу ги поздравувам и ги почитувам луѓето кои што преку смеата се трудат да ги расположат или да им олеснат секојдневие на луѓето. Поздрав до сите наши прекрасни стендап комичари и фала што правите превенција и ни помагате да се поздрав. излечиме. Архитект. Една од интересните професии додека бев средношколец кои што сум ги размислувал е таа, но сепак избрав медицина, а дали би работел? Да. Добро. Значи ова тие што учат се архитектура, електромедицина во принцип. Добро. Па да, и Преведувач. И од кој јазик ако да?
Не би работел преведувач. Ајде едно не имаме. Ајде, да. Добро, кустос во музеј. Да. Метеоролог. Надве сум по тоа прашање дали би работел Може метеоролог. би. Може би. Добро, судија. Не. Така и си мислев. Не мора. Протокол? Не. Каскадер? Па сум авантуриста. Возев велосипед, маунтен байкинг, еден период од Значи животот може. со каде што спустовите ми беа посебно драги, така да, може би. Интересно, и радиоводител за крај. Или подкастер. Зошто да не? Што да не, време е да се Уживав почне денес, подкаст. така да. Се јавуваме од клиниката. Не. Медицински Мислам, подкаст. Повеќе ни се потребни сепак доктори од подкастери, така што фала за ова што го правиш. А што ти помага надвор од операционата сала, учењето, надоградувањето, што ти помага да, се си носиш од денот со себе, и доброто и лошото, ама после тоа како излегуваш од тоа? Вежбање, музика, не знам, кои се работите, некој што може да те извади? Спорт, музика, колку што можам шетање во природа, дружење со фамилија, со пријатели, Ќе секако. си го земеш детето и ќе заборавиш на се. Тоа на прво место, да. Нема мислење. Тоа е најефективниот лексилиум. Најголема дистракција, успеј да го нахраниш детето и добро. Тоа му, што е покомплицирано. Знае нервозата биде Да. душа. Што е покомплицирано. Сега овие нови обврски или она што значи работа, што веќе си навикнат. Новите обврски, мислам, како татко да се помогне дома. Зашто тие цело време се менуваат во првата година, ништо не е исто секој ден. Па, веројатно покомплицирани се новите обврски, затоа што се нови и нема начин на кој што можеш најсоодветно да се спремиш. Не, нема книга. И секоја ситуација е нова ситуација. Тоа многу се смее кога ќе се преврти детето, се радува семејството, некои смешни работи, мали чекори толку те радуваат, ама и некогаш е тешко да се Има некои постигне. работи кои што ги учам, што се вика од детето. Секогаш кој ќе се разбуди со бајле е насмеан и расположен. Да, нов ние, ден. Како старееме, ние возрастни, ја не памтам кога последно сум се разбудил весел и насмеан. Така да, можеби од децата е нешто што треба да го научиме ние возрастните и да го прифатиме дека секој нов ден е меѓу другото причина за убави работи. Може да биде причина за убави работи и за радост. За денеска, за ова интервју, тоа беше се, освен ако не сакаш нешто плюс да ни додадеш. Мене ми беше навистина драго што зборувавме за една тема што колку и да е специфична, за сите е блиска и сите не интересира како да си го зачуваме срцето, но и дали напредните технологии, доколку е потребно, ќе ни помогнат. Благодарам на можноста. Секако дека на овој начин остваривме еден дел од она што го зборувавме во нашиот разговор. Тоа е влијанието во насока на превенција, подигнување на свесноста. За се ова што зборувавме, мислам дека со овој подкаст помалку барем повлијаевме, подигнување на свесноста за органодарителство, подигнување на свесноста за важноста на превенцијата, запознавање со некои од аспектите на нашата работа и днината доправме секако и благодарам за таквата можност. И покажавме дека и докторите во Македонија сепак учат, се надоградуваат и носат нови технологии, што е супер за тие што не слушаат и за довербата во здравството. Фала. Фала, Ива. А ниту едно возење не би било целосно без прекрасна музика. Одиме во музичко студио, каде што не чека прекрасната Викторија Лоба со својот бенд. Верувајте ми, ова ќе биде музичко возење во кое што ќе уживате. Здраво, Викторија! Здраво, Јована. Која музика го врти твојот свет? Мојот свет го врти мојата музика пред се, а потоа и се она што го носиме лајв на нашите настапи. Кажи ми, која ти е омилена оперска песма?
Queen of the Night, Моцарт, А балет? Чековски, секако Орева кршачка. И за крај, кога може да очекуваме нешто ново од тебе? Следно од мене имам неколку песни спремни кои што чекаат своја реализација и свој момент, така да секако дека следно ќе ве изненадам. За сега уживаме во оние песни кои ги знаеме и сакаме. Уживајте и вие во ова музичко возење. Усни ко зрели малини, такви до сега не си любил ти. Сини очи ко од бајките, бакари едни не те гледале. Не знам кој си, откаде си, ни што си, но добро е што ноќва тука си. Да го смириш ова срце песно, гради ме за него е претесно. Ми фали некој како тебе, да не може без мене, без мене. Ми фали некој да ме чува и по мене да лутува, да лутува. А ти сам си, јас сама сум и јас, ништо не стои, ноќва меѓу нас. Ајде љубовта да ја будиме и до зорите не заспиеме. Не знам кој си, откаде си, ништо си, но добро е што ноќва тука си. Да го смириш ова срце песно, погради бе за него е претесно. Ми фали некој како тебе, да не може без мене, без мене. Ми фали некој да ме чува и по мене да лутува, да лутува. Фали некој како тебе, да не може без мене, без мене. Фали некој да ме чува и по мене да лутува, сакам да лутува. One, two, three, come on! Го видов вчера, негде после два. Страшен дечко на вистина, аха. Јас тако фраер, опасен фраер, до сега не сум видела. Може би има малку чуден стил, ко да е излезен од некој филм. Со остар поглед и мачо стан, мора да е вистински лев. Што го видов, знае дека тоа е тој. Што го видов, знае тој е човекот мој. Мора да е само мој. Само мој. Што го видов, знае дека тоа е тој. Што го видов, знае тој е човекот мој. Мора да е само мој. Само
на вистина, одам на кино, на Тарантино, па тако фраер не сум видела. Може би имам малку чуден стил, ко да е излезен од некој филм. Со остар поглед и мачо стар, мора да е вистински лев. Штом го видов, знае дека тој е тој. Штом го видов, знае тој е човекот мој. Мора да е само, само мој. Мора да е само, само мој. Штом го видов, знае дека тој е тој. Штом го видов, знае тој е човекот мој. Мора да е само, само мој. Само, само мој. Штом го видов, знаев дека тој е тој. Штом го видов, знаев тој е човекот мој. Мора да е само, само мој. Само, само мој. Штом го видов, знаев дека тој е тој. Штом го видов, знаев тој е човекот мој. Мора да е само, само мој. Мора да е само мој. Штом го видов, знаев. Штом го видов, знаев. Мора да е само, само мој. Само, само мој. Yes. Еднаш ме повреди, но таму не допира. Зашто знам, зашто знам, зашто знам која сум јас. И пак ќе ме повредиш, но таму не допира. Зашто знам, зашто знам, зашто знам која сум јас. Јас сум твоја карма. Пази што си посакал, фрли маска и само продолжи по својот пат. Живот ко буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг. И сега се врати, знај, но срце не затворај. Живот ко буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг. И сега сватиш, знај, но срце не затворај. Немирно море, ова немирно море буди бура во нас, нема кој да ме сопре. Гори пламен во гради да не разбуди нас. Јас сум твоја карма. Пази што си посакал, фрли маска и само продолжи по својот пат. Живот ко буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг. Сега се врати, знај, но срце не затворај. Живот ко буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг. Сега сватиш, знај, но срце не затворај. Буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг. Живот ко буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг, буме бумеранг. Сега сватиш, знај, но срце не затворај. Немирно море, ова немирно море буди бура во нас.
нема никогаш да те видам. Немам сила да ти покажа. Немам сила, јас немам сила, но ја имам песнава. Ти си само мојот герој. Нема никој како тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си моја света вечност. Се ме потсеќа на тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Нема да те видам пак. Нема никогаш да те видам. Немам сила да ти покажам. Немам сила, јас немам сила, но ја имам песнава. Ти си само мојот герој. Нема никој како тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си моја света вечност. Се ме потсеќа на тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си моја света вечност. Се ме потсеќа на тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си моја света вечност. Се ме потсеќа на тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Ти си само мојот герој. Нема никој како тебе. И ми не достигаш, ми не достигаш, ми не достигаш. Видовте што видовте, слушнавте што слушнавте. Ако сакате да слушнете уште повеќе или сакате да си пуштите музика и подкасти во кола додека возите, можете тоа да го сторите на нашиот YouTube канал. Ако сакате да не поддржите, стиснете subscribe. Заследете не и на Instagram и Facebook, а секако, повторно ќе се видиме следната недела тука, на Телма телевизија. Поздрав!